луѓето со кои секојдневно се сретнуваме, земјоделците, се навистина незадоволни и се чувствуваат оставени сами на себе од оваа арогантна, неспособна и власт која воопшто не се грижи и она што го работи во делот на аграрот и во останатите делови, сфери, образование, здравство и останати сфери, секако е од лукративни причини. Најчесто се чувствуваат земјоделците, пред се тутунопроизводителите, оставени сами на себе и ограбени, бидејќи во изминатите години, откако дојде Социјалдемократскиот сојуз на власт, на вистина состојбата во тутунопроизводството е многу лоша. Наместо да има организиран, добар откуп, се соочивме низ годините со еден неорганизиран, хаотичен откуп, една ниска откупна цена, годинава се фалеа со повисока откупна цена, но заборавија да ја кажат тука улогата на огромната инфлација, високите трошоци во производството, високите цени на нафтените деривати, што секако го изеде профитот на тутунопроизводителите и на крајот луѓето велат дека работат само да ги покријат основните трошоци. Ова го кажувам бидејќи обврска на власта, на владата е кога има една ваква ситуација на ваков дисбаланс помеѓу производствената и откупната цена на еден производ, тогаш мора да интервенира владата. Ова не беше случај во сите овие години уназад и затоа состојбата со тутунопроизводството, односно состојбата на тутунопроизводителите е многу лоша. Во изминативе неколку години на моје задоволство и тука секако благодарности до сите колеги од четвртата изборна единица, посебно колегата Љупчо Димовски и колешката Лашковска, кој исто така од Прилеп, навистина го кренавме прашањето за тутунопроизводството, го акцентиравме на високо ниво во Собранието на Република Македонија како никогаш досега и како резултат на нашите активности поднесувавме иницијативи за промена на законот за тутун, бидејќи и тоа мора да се случи кога ВМРО-ДПМН ќе дојде на власт, бидејќи со самото доаѓање на Социјалдемократскиот сојуз на власт се случи едно катастрофално законско решение кое го донесоја, дозволија увоз на ситнолисен ориентален тутун, што секако беше на штета на домашното производство. Ова треба да ни биде како еден приоритет, да го заштитиме домашното производство и додека целокупното домашно производство до лист тутун не се откупи, да не се дозволи увоз на тутун во Република Македонија. Потоа можам да се пофалам со неколку иницијативи кои вродија со плод. Тука би го истакнал како наш амандман создавањето, односно прифаќањето на интервентен фонд од буџетот на Република Македонија, со кој баравме да се издвојат 10 милиони евра за како заштита на земјоделците и помош во принабавката на семенски, репроматеријали и слично, но власта се најде затечена, па од немај каде држ не дај што да прават во тој случај, дозволија со некои нивни консултации во текот на расправата некои 4 милиони евра. А ние побаравме 10, но секако и понатаму ќе се бориме во интерес на граѓаните да носиме вакви добри законски решенија. И уште само да спомнам дека и она изнудено субвенционирање, да го наречам, со ковид програмата од 5 милиони евра беше при реакција на пратениците од ВМРО-ДПМН и протестите кои ги организираа незадоволните тутунопроизводители